По делата ќе те препознам. Драги дечиња, добро ни дојдовте на првиот меѓународен филмски фестивал за духовни и хумани вредности со името Покров на Пресвета Богородица, односно Богородичен покров. Еден голем аплауз за Мајката Божија која сите вас ве закрилува. Јас ви благодарам што сте денеска со нас, затоа што вие сте ангелите Божји и дозволете на сите вас да ви се поклонам. Денеска ќе гледаме еден многу убав руски филм. Ќе трае само околу 15 минути и се вика Божиќен ангел. Има една прекрасна порака тој филм. Меѓутоа, имаме тука еден експерт, наставник од Битола, кој ќе ви каже нешто повеќе пред да почне филмот, а потоа ќе поразговара со вас за пораката на овој филм. Наставникот, драги Анастасовски од Битола е со нас, го поканувам да ни се придружи на сцената. Еден голем аплауз за наставникот на сите деца во Македонија. Сега сум како на час. Само на многу со час со многу деца и многу се радувам. Јас сум наставник по етика во религија во 6-то одделение од Битола и сега многу сум благодарен што сум присутен овде со сите вас и голема ми е честа што од сите наставници овде кои верувам сите се подобри од мене, ми беше така доделена можност јас да кажам некој збор во овој фестивал кој што е фестивал на љубовта, бидејќи е преку покровот на Мајката Божја, која го родила нашиот Спасител Господ Исус Христос. Може да го изводам? Значи, имаме можноста да учествуваме во еден несекојдневен настан. Денес да знаете дека со нас не сме сами, со нас е присутен и нашиот Спасител, нашиот Бог во Тројца, заедно со Пресветата Мајка наша, Владичица Богородица и со незиниот покров, бидејќи во нејзина чест се прави овој фестивал. Така да верувам овде не само што ќе се нахраниме за нашите сетила, туку ќе се нахраниме духовно и ќе исполниме нашата душа со вредностите кои што ќе ги видиме. Пред неколку години ми се јави министерот за образование и ми рече на вашиот час мора да имате 5 минути гимнастика. Јас размислов како да воведам гимнастика, така да морам и сега да го исполнам послушанието од него и со вас да имаме гимнастика. Ама, ми текна дека можам да ја направам гимнастика на најважниот орган, а тој е нашиот мозок. Така да сега ќе имаме гимнастика на умот малку пред да го почнеме филмот, за да се воведиме во значењето и силата на пораката што има во него.
Деца, кога ќе умрат добрите луѓе, каде одат? А кога ќе умрат лошите луѓе? Така. Сега, бил празникот Воскресение Христово. И нашиот Бог од љубов сакал да ги почасти сите луѓе што се починат и во рајот, и во пеколот. На најважниот празник, празникот на сите празници, кога Христос е победил смртта, гревот и злото. Арно имело еден услов. Сето тоа јадење, печења, скари, манџи, солени, благи, требало да се јадат само со прибор, лајци вилушки, што биле долги 1,5 метри. И сега, пробале сите вака да јадат, ама никако не стигало да можат да се нахранат. Некои деца ми велат, наставниче, со раце. Значи не со раце. Некои велат, ќе земат на средина лајцата вилушката, не е дозволено ни тоа. Некои на крајот пробале од луѓето во рајот и во пеколот, фрлале нагоре, па чекале со отворен устама, освен што се извалкале, ништо не направиле. По некое време на луѓето од рајот му текнало нешто. И сите се најале. А тие од пеколот останале гладни. На кој начин луѓето од рајот се најале? Со рака. Повели? Браво. Значи, ова беше од прва. Деца, значи, слушајте. Овие во рајот биле толку добри. Кога пробали не можеле, рекле, ако јас не можам да се нахранам, барем ќе му дадам на мојот ближен. И така, тој другиот на друг, на трет, и кругот се затвора. И од некој што не очекуваме, и нас ќе не посети милоста Божја, и нас некој ќе ни даде. А овиот пеколот, рекле да му дадам и да умрам гладен, не му давам. И затоа каде се? Деца, значи денес ќе зборуваме за многу важна добродетел. Таа е пораката во овој божикен филм, што ќе го гледаме очи Божик. И добродетел која не носи до вратите на Царството Небесно. Сега ќе ви кажем уште една анегдота која треба вие да учествувате исто така. Како да стигнеме до вратите на рајот? Некој човек сакал да оди кај царот. Арно, ама кога пробал му рекле, не можеш да дојдеш. Освен ако некој не те препорача, некој близок до царот. И тој се сетил дека има еден пријател во кого многу вложил. Целиот свој живот го вложил во тој пријател. Се правил за него. Отишол кај него и му вика, пријателе, дојде време ти сега да ми помогнеш, јас сакам да одам кај царот, ако можеш да ме воведиш. А тој му рекол, жалам, пријателе, многу сум ти благодарен што цел живот го посвети за мене. Ама, јас можам да те однесам само до пред вратите од дворецот на царот, а внатре не можам. Овој така нажален оди го бара еден друг пријател во кого исто така вложил, но помалку. И му вика, пријателе, дали можеш да ми помогнеш да ме внесиш кај царот? Тој му рекол, со добра волја, ама нема можност. Јас можам да те испратам и да те однесам до вратата на палатата на царот. Но да те внесам внатре, нема можност. И човекот излегол така на улица, нажален, дека не може да оди кај царот, имал голема желба да го посети, да го види, да се запознае. И така сретнал на улица еден човек кој еднаш два пати се видели и нешто направил за тој човек. И му вика човекот од улица, пријателе, зошто си толку нажален? Ове вели, сакав да одам кај царот, ама немам човек кој ќе ме препорача кај царот. Моите пријатели во кои многу вложив, не можат да ме однесат. А тој му вели, не бригајле, не се секире. Јас сум тука, јас ќе те однесам кај царот. Ако ти многу малку вложи во мене, јас сепак ќе те однесам не пред дворецот, не пред палатата, туку внатре, директно кај царот. И на вистина, деца,
Третиот пријател го исполнил зборот, го внел и тој го запознал царот и останал со царот да живее до веки веков. Да ве прашам, кој бил првиот пријател, кој бил вториот пријател, кој бил третиот пријател? Кој е царот, кој е човекот што бара да оди кај царот? Значи, кој е царот? Најлесно? Господ. Значи, царот, деца, е Господ. Значи, деца, што е царството? Што е дворецот, царството? Рајот, така. И човекот сака да оди во рајот. Значи, човекот е личност како сите нас, така. И сега бара пријатели што ќе му овозможат да стигне во царството. Ајде сега, на кои пријатели да се надеваме што можат да не препорачат и да не однесат кај царот? Уште еднаш? Добрите пријатели. Не? Ангелите. Добро? Кој рече? Стани. Кој е тој? Злато повели? Добрите дела. Кој патник, кој пријател му беше со добрите дела, да те прашам? Третиот. Секоја чест. Деца, дали знаеме кој е првиот пријател и вториот што не успеа да го однесат? Аха. Деца, слушајте. Во што вложуваме ние возрастните денес најмногу? За жал, вложуваме најповеќе во материјалните добра, во богатството. И тој го сметаме за најдобар пријател, но кога ќе дојде моментот да излеземе пред Бога, не сме во можност. Вториот пријател кој е? Роднините. Деца, кога ќе умриме и богатството го губиме. Кога ќе умриме, роднините, пријателите ќе не испратат и тука е крајот. Тие не можат да не внесат кај царот на царевите. А третиот пријател се добрите дела, милосрдноста направени во името на Бога. Само тие ја имат моќта да не однесат пред царот на царевите. Така да, сега ќе гледаме за таа најважна добродетел, само уште една опомена. Филмот е заразен. Можеме, гледајќи го, тој Божикен ангел, и ние да се заразиме од него, и ние да станеме ангели. Амин. С Рождеством вас, барин! Угу. Подайте, Христа ради. Нету. Не себе, деткам прошу. Нету мелочей. Подайте, Христа ради, мне бедной и
больной, но все идут не глядя по снежной мостовой. 4 детей ждут меня домой. Сегодня светлый праздник и радость и покой. А там в сыром подвале бьет ветер нам в окно. 4 детей ждут меня домой. Вдова штабс-капитана Краснинского. Совсем облещала. О чем вы плачете? Какое у вас горе? Детки мои голодны, с утра ничего не ели, а у меня нету денег даже купить им еды. Няня, что же это? Ее деткам нечего есть. Няня, как же? Ну что же делать, Манечка? Есть на свете и бедные люди. Ах, няня, мне жаль их. Вот, возьмите. Покормите детей, ради Бога. Где вы живете? Много у вас детей? Живем мы недалеко, в доме купца Осипова, в подвале. 4 их у меня. Нянечка, это же рядом с нами, а я ничего не знала. Няня, пойдем скорее. Теперь я знаю, что надо делать. Что ты задумала, Манечка? Надюша, топи скорее печь. Петюша, Катюша, ставьте самовар. Поедим, погреемся ради светлого праздника. Мама, а это правда, что в рождественскую ночь с неба слетает ангел и приносит подарки? Да, Сашенька, Господь нас никогда не оставляет. И в светлый праздник Он посылает своего ангела бедным детям. И Он приносит им разные подарки и гостинцы. И елку, мам, и елку. И елку, настоящую, живую елку.
Мама, а к нам прилетит ангел? Конечно, прилетит. Может быть, он сейчас уже здесь. Стоит у нашей двери и ждет, когда мы его впустим. Кто там? Это рождественский ангел! Не боись! С Рождеством вас, милые! Можно? Это ангел, мама, это ангел. Это вам. Встречайте весело Рождество. И это вам. В тихую ночь, когда чуть серебрится белый снежок, и звездочки, как птицы, с неба сходит белый ангел, крылья его, как нежный иней, а в руках он несет подарки, гостинцы, наступает Рождество, там, где ждут его. Манечка, как же ты решилась остаться без рождественской елки и всех своих подарков? Как ты не понимаешь, няня? Ведь я еще никогда не была так счастлива, как сейчас. Никогда! Деца, дали ве така ви израдува овај филм? Кои зборови најпоќе ве допреа? Кои зборови најпоќе ве трогнеа така? Ајде, повели. Зборовите на ангелот, на малата, така? Некои други, ама точно од нејзини зборови што беа кажани. Повели? На крајот, кој беа тие? Значи, како вели деца се тие? Сакаш да повториш, повели. Деца, незината негователка вели, како можеше да се одделиш од играчките
од поклоните, од делката. А тај ги вели најубавите зборови, што се најважни за сите нас. Нанушка моја му вели, јас никогаш не сум била толку среќна. Деца, кога се откажва од за неја многу убави, важни и вредни работи, таја станува уште порадосна и посреќна. Ова е тајната, деца, на давањето, тајната на милостината. Христос, деца, ни оставил две најголеми заповеди. Љуби го Бога со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум, со сите своји сили и помисли, и втората, љуби го својот ближен како самиот себе. Деца, не можеме да го сакаме Бога ако не ги љубиме нашите ближни. И љубовта се познава само во пракса, таа е делателна, треба да ја покажеме на дело. Не само со збор. Мамо, многу те сакам. Леле, тато, колку те сакам. А оди купи нешто, не може ми е мака. Нека оди бато. Нека оди некој друг. Деца, во пракса да покажи. Да знаете. Ние луѓето не сме само тело, ние сме и душа. Како што на телото му треба храна и на душата му треба храна. Ајде да ми кажете, што е храна за душата? За телото знаеме сите, по 3, 4, 5 пати, некогаш ноќе го напаѓате фрижидерот во 2, во 3. Едно дете вака ме вели наставниче, се разбуди во 2 болен. Реков, шо ми станало, дошто сум болен, и му текнало дека не бил вечеран, го нападна фрижидерот и помина болест. Сега да ве пражам, ајде, како се храни душата? Повели? Со добрината, значи со добри дела. Друго, љубовта, ама во пракса. Со добар збор и со добра мисла. Деца, значи можеме на 3 начини да ја храниме душата. Со добро дело, со добар збор и добра мисла. Нашиот ангел Божикен ги исполни сите 3 добродетели. Таја направи добро дело, имаше добри зборови, а сето за да го направи тоа ја поттикнаа добрите мисли. Деца, да знаете, кога излегвате на улица, можете да му поклоните на некого насмевка? Ве кошта нешто? Значи, не кошта и можеме тоа да го направиме. Еден добар збор, добар ден да му речеме на другите? Не кошта? Деца, замислете, ние ќе се насмевнеме и другите ќе се насмеат. Ние ќе поздравиме, ќе не поздрават. Значи, животот ни е огледало. Ако ние пружиме рака, и други ќе ни ја пружат. Значи, деца, да го поклониме тоа што барем не кошта. Второ, деца, можеме некогаш да имаме барем добра мисла спрема другите. Дури и спрема тие другарчи на кои што се така немирни, неразбрани, палави, некош и не навредиле. Да ги сожалиме. Толку може да вкусиле радост, мир и љубов од околината, од домашните. Може такви условите биле во кои растеле. Само еден пример, краток, деца. Нашата мисла да биде од срце. И таа е многу силна. Едно дете слепо питало. И врват покрај него луѓе. И секој колку што имал, земал и му давал. Некој човек, за жал, видел дека нема ништо во джеповите, а го видел детенцето дека страда, дошол до него, го допрел и му вика, момче, многу ми е жал, немам ништо да ти дадам. Човекот заминал. После неколку чекори слепото момче му вели, Господине, Господине, да знаете дека од сите досега вие најпоќе ми дадовте. Шо му даде, деца, човекот на ова момче? Повели? Повели? Деца, верувам дека сите го споделувате тоа. Тој човек од срце, го сожалил тоа момче. Толку сострадувал, сочувствувал, испратил огромна љубовна благодат, Божја благодат на момчето. И момчето беше допрено, стресено таа сила, деца. Замислете, сите ја поседуваме таа сила. Ако искрено од срце сочувствуваме со другите, или во радоста, или во тагата. И деца, со делата да завршам. Можеме вие и ние сите да правиме добри дела некогаш,
И со тие мали нешта што ги имаме, замислете, најважно барем да го поделиме тоа што го имаме. Дали можеме некојаш да ги изненадиме бато и дада под перница да му ставиме по една чоколадо? Тоа што не го јадиме, шеќерна табла, барем таа што не ја јадиме на почеток да ја даваме, а потоа тоа што го јадиме по нешто да кршиме. Или можеме деца на училиште има апарат, како што има за топло чоколадо, не знам како, има и апарат за грицки. И можеме да оставиме 10 денари или жетонче тамо како е, за некој што можда нема да си купи. Замислете, мали гестови. Мама да дојде изненадена оти, пајнците биле веќе измиени. Креветот бил среден. Значи, деца дела да го посетиме нашето болно другарче. И тие дела ќе ни исполна со радост многу повеќе од не знам какви поклони што би ни купиле нашите родители. Значи, можеме деца да печалиме храна за душата. Таа ни е најважна, оти таа ни дава радост, а ако не сме радостни, не сме среќни и не сме ни живи. Деца, дали можеме на пазар да купиме пол кило радост? Можеме да купиме љубов? Таа, деца, треба да се потрудиме. И таа ни се дава со срце и со душа. За на крај, само уште една приказна, сакате? Деца, си била една фамилија, татко, мајка, со двајца синови. Пораснале синовите, едниот се женил, имал деца, другиот не бил женет. Мајката прво умрела, а потоа таткото го поделил имотот на двата по половина и после некој години и тој починал. Браќата останале сами, без родители. Едниот женетиот деца една вечер не можел да заспие. Седел така во ноќта и си рекол, не е фер татко ми вака што го подели имотот на половина. Јас имам 4 деца, а тој нема ништо. Што мислите, што си помисли тој? Дека него поќе му следува? Не. Тој деца напротив, рекол вака, јас имам поќе деца, кој ќе остарам, тие ќе работат, ќе ме гледат, а мојот брат никој нема, ако не се ожени ќе остани сам, него му треба повеќе. И си рекол, ако му дадам пари нема да прифати. Тој многу ме сака. И му текнало. Ошол во амбаро ноќта, наполнил една вреќа со пченица. И ноќта, деца, скришум, ја ставил нарамо и отишол кај брат му, кај неговиот амбар, и ја истурил вреќата кај него. И така правил секоја вечер. Поминал месец дена, една ноќ и помалиот брат не можел да заспие. И тој така седел во ноќта и размислувал и му текнал. Рекол, не е фер татко ми вака што го подели имотот. Јас сум сам, а тој има 4 деца. Што мислите, што помисли помалиот брат? Деца, и тој бил многу добар. Тој вака си помислил, јас сум сам, една глава, една капа, една уста, не ми треба многу, треба повеќе да има брат ми. И тогаш, знаете што направил? Ноќта, отишол до амбарот, наполнил една вреќа со пченица, ја ставил нарамо и отишол кај амбарот на брат му и ја истурил. И замислете сега, секоја вечер, едниот носи вреќа пченица кај едниот, исто така другиот кај својот брат. Господ, деца мои, ги оставил тоа да го прават, може, неколку месеци. И кога Бог ја видел нивната вера и љубов и решеност тоа да го прават еден за друг, знаете што направил Бог една вечер? Што мислите? Се сретнале, браво! Бог устроил двата да станат во исто време и насред село, деца, со вреките се сретнале. Оп, ноќта. Брате, бе, ти си, бе. Абе, каде ова време ти со вреќата? Ами ти каде? Ами излегов малце, не ми се спиеше со вреќа, пченица. Ами, знаеш, а ти каде? Ами јас, да не ја носиш кај мене. Да, а ти? И ти да не ја носиш кај мене. Деца, во тој момент, браќата паднале на колена, се гушнале. И тогаш, деца, голема благодат слегла над нив и на цело село. По некој време се женил и другиот брат, и тој имал деца. Ама за нивната љубов се зборувало
уште години. Сега, после 100 години, деца, во селото дошол владика и рекол, овде одамна нема голема црква, треба да направиме една црква, и ги прашал селаните. На кое место да изградиме црква? А тие му рекле, каде? Браво, деца. На местото каде што се сретнале деца. Фактички тие тука истовремено се сретнали со Бога. Оти тогаш кога правиме добро на другите, му правиме добро на Бога и Бог е со нас, во нас и преку нас до сите што ги сакаме. Деца мои, и ние да градиме такви цркви. Секогаш, кога му помагате на другиот, вие градите црква, љубовна црква, и таа е црква силна да ве крепи, да ве штити, оти човекот е богат според бројот на пријателите. Овие дечина сите ќе сакат како своја сестричка Божитниот ангел, така? Така и ние, деца, да градиме такви релации, љубовни, искрени, кои што ќе ни дават сила и подкрепа. Јас многу се радувам на ваков голем собор, што сме заедно, и би сакал сите така да станеме зависници на доброто, зависници на љубовта, и таа радост да ја шириме и да ги заразиме уште стотици околу нас. Се радувам што Скопје сега веќе ќе има уште 500.000 ангели, а верувам дека вие ќе заразите уште многу околу вас. И тие да се трудат да ја шират радоста и љубовта во Духот Свети. Деца, дали може за на крај само да кажеме една молитва заедно, да направиме едно добро дело, сакате? Можеме со тоа што ќе кажеме добри зборови, да се помолиме за сите деца во целиот свет. Господ да им дава здравје, мир, радост, да имат можност да се школуваат, да бидат среќни, и да се помолиме на сите водачи, Господ им даде смирение и да се вложат за мир во светот и благосостојба на сите нас. Христос воскресе! Ви благодарам. Дали ви беше убаво под покровот на Пресвета Богородица? Ќе не дојдете ни пак идната година. Сакате ли уште вакви убави духовни приказни? Сакате ли на школа да ги учите повеќе? Сакате ли секоја година да имате етика на религиите и вакви убави приказни? Браво за вас! А сега, вашата мила наставничка Лиле Петрушевска, која е координатор на оваа филмска академија. Драги дејчиња, право вас ви се обреќам, бидејќи вашите срца се најчисти и најблагородни. Почитуван господин председател, господја Матушка, директорки, и да ги поздравам пред се сите училишта кои што пратија деца тука. Наумномовски Борче, Стив Наумов, Григор Приличев, Крсте Мисирков, Наум Охридски, Дане Крапчев, Јоаким Крчовски, Тихомир Милошевски, колешките кои што дојдоа тука, и почитуваните директорки Лидија и Сузана, а сите учесници на приредбата. Јас нема деца што да кажам толку и не знам толку многу да кажам колку што ќе кажат овие дечиња што сега тука ќе излезат и ќе настапуваат. Ги молам сите дечиња да излезат тука на бина за да биде ова славење посвечено. Стив Наумов, Наумовски Борче, Јоаким Крчовски,
Сите тука полека, ви даваме време, ке имате време, ке се наредиме и сите ке тече приредбата. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што и ние ги проштеваме на нашите должници, и не го ведуваме во искушение, туку избави ни од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата на Богот и Сина и на Светиот Дух, сега и во сите века веками. Амин. Добар ден, драги гости, драги празниколюбици. Денес во оваа духовна филмска академија за деца, како составен дел на меѓународен филмски фестивал на духовни и хумани вредности Богородичен покров, учениците од основното училиште Стив Наумов од Скопје, кои посетуваат етика на религиите кај наставничката Даниела Ристеска, учениците кои ги учи наставничката Марија Левковска, учениците од основното училиште Наум Наумовски Борче кој ги учи етика во религии кај наставничката Билјана Антова, учениците кои ги подготви наставничката Лиле Петрушевска, учениците кои ги подготви наставникот по етика во религии Петар Миленков од основното училиште Јоаким Крчевски, основното училиште Тихомир Милошевски Скопје, а со лични творби под менторство на наставничката Сонја Златевска ке настапат Дарија Димитровска и Софија Тодорова. Да ги поздравиме и другите наставнички и гости кои го одржаа овој фестивал со своето присуство. Се надеваме дека со нашиот настап и нашите молитви ќе го збогатиме овој фестивал, кој го носи името на заштитничката во градот Скопје, пречудната палата на Господа, Богородица, која го родила дарителот на животот, светлината што не заоѓа нашиот Бог Исус Христос. И се молиме да биде прогласена за заштитничка на нашата држава. Ние, децата, молиме. Од исток до западника се прославува името на Господ. Ке му пеам на Господ преку целиот мој живот, ке му пеам на мојот Бог се додека постојам, нека му биде мила беседата моја. Фалете се со неговото свето име, нека се весели срцето на оние кои го бараат Господ. Неговата милост е вечна и неговата вистина е од род во род. Почетокот на мудроста е стравот од Господ, здрав разум имаат сите кои според неа постапуваат. Кој е како Господ, нашиот Бог, кој живее во височините? Од небесата гледа Господ, ги гледа сите синови човечки, од престолот на кој седи ги наблюдува сите кои живеат по земјата. Блажен е народ на кој Господ е Бог и луѓето кои тој ги создал за наследствата свој. Штедар и милостив е Господ, долготрпелив и многу милостив. Тој од право го издига сиромавиот и од калта го вади бедниот, за да го постави со кнезовите на народот негов. Тој кој на сите им ги создал срцата, пази на сите дела нивни. Благословај го, душо моја, Господе, не забравај ги сите негови добрини. Славете го и пејте му, кажувате ги сите негови настоки. Тој не полнете село куќе како мајка што се радува меѓу многите деца, алелуја. Воскликни му на Господа цело земјо, служете му на Господа со радост, излегувајте пред него со восклик. Славете го Господа, повикувајте го неговото име, разгласувајте ги меѓу народите делата негови. Славете го Господа со лира, пејте му на харфа со 10 жици, пејте му нова песна, пејте му умишно со восклик. Влегувајте низ неговите порти со славословие, во неговите дворови со песна. Јахве, Господи наш, колку е величествено името Твое по целата земја. Од устата на новороденчињата и доренчињата си ја создал похвалбата своја. Господ ќе те запази од секакво зло и ќе чува душата Твоја. Славете го, фалете го името Негово, зашто добар е Господ, Неговата милост е вечна. Те прославувам Тебе, Господа, со сето своје срце се радувам и се веслам, Тебе го воспевам името Твое. Богородице, Дево, радувај се, благодатна Марие, Господ е со
Пресветата Богомајка, Господа Христа, во телото ни го роди, телото со кое што воскреснатиот од мртвите смртта ја победи. И се и насекаде се исполни со бескрајната радост, бидејќи што е порадосно за нас луѓето, освен смртта да биде победена, смртта да биде уништена, животот вечен да ни биде обезбеден, а тоа ни го прави пресветата Богомајка, раѓајќи го во тело Господа Исуса Христо, тело на кое што Господ му даде воскресна сила, му даде безсмртност и живот вечен. Храбра наша војводко победоносна, ние слугите Твои од зло избавени, песни пофални Ти воспеваме, Богородице, но Ти која крепост имаш непобедлива, од секоја беда ослободине, да повикуваме, радувај се, невестоне невесна. Глеј, таа е над херувимите и серафимите, почиста и посветла од нив. Луѓе, горе срцата, не плашете се ниту од гревот, не плашете се ниту од смртта, не бојте се ниту од ѓаволот. Гледајте, пред нас и над нас е, и пред нас и околу нас, и насекаде, ни сите светови, она пресветата, семокна Богомајка, посилна од сите смрти, посилна од сите гревови, посилна од сите ѓаволи, зашто нам ни го родила победителот на смртта и спасителот, Господ Исус Христос, да ја замолиме да биде покровителка на нашиот живот, да не покрие со својот свет омофор, својот свет покров, да не утешува, да не утврди во доброто, да не избави од страдања, маки и непријателства, нас и нашите семејства. Лична творба на Дарија Димитровска, моето семејство. Семејството е најубав дар од Бога во кое вечно треба да има слога. Во него блескаме со сиот сјај и на среќата ни нема крај. Моите најблиски кога имаат мака, јас веднаш им подавам рака. Тука сум во секое време, зашто тие ме прават среќна мене. Семејството е темел на секое добро, кога во него љубов царува и секој член топла прегратка на сите своји дарува. Лична творба Софија Тодорова. Семејството најголемо богатство. Како големо дрво со многу гранки, во семејството сите се со сплотени дланки. Огниште топло, топол дом, тоа е семејство, тоа е мирен сон. Во семејството секој секому подава рака и секој секого го сака. Заедно сите се смееме и весело пееме. Заедно тагуваме и заедно се радуваме. Семејството е богатство, љубов и топлина, која ја делиме. Затоа треба да го чуваме и да го негуваме. А таа е на небото и на земјата. Непрестајно му служи на својот божествен син, што беше живот нејзин на земјата, служење на Бога, служење на Господ Исус Христос, што е живот нејзин на небото, пак служење на Господ Исус Христос, служење на Бога, непрестајно богослужење. Ете, тоа е пресвета Богомајка, пресвета Богородица. Пресветата Богомајка е нескажлива, повозвишена од херувимите и поскапоцена од серафимите. Тоа е таа најголемата вредност на сите светови, најголемата вредност и најголемото богатство на народот човечки. И затоа сите наши молитви, православната црква ги лие и излива и ги испраќа незе. Сите тие молитви се преполни со славата на Пресвета Богородица. И таа во сите молитви е секогаш пред сите нас.
Поетско-музичка програма под раководство на Петар Миленков, вероучител и професор по етика по религијата. Поезија, творби и избор Петар Миленков. Настапуваат Богородичен покров Јована Котевска, Божја љубов Ева Столевска, Создавање Катарина Костик, Господово слово Анастасија Костовска, Да, за животот Ања Стојановик. Детска порака Матеј Миленков. Хор Јана Јанкуловска, Ема Коцевска, Анастасија Ристовска, Мартина Христова, Моника Михајловска, Драгана Танасковска, Стефи Стојанова, Дајана Ристовска, диригент Катица Ѓоргиева, професор по музичко образование. Богородичен покров. Стојам како безумник надвор од себе си и ништо не зборувам. Ни јазикот, ни умот, ни срцето не допуштаат душата и волјата нешто да прозбори. Само Бог, љубов и сладост. Оче и спасителу мој, најсладка божествена љубов. Живот е на мојата душа и насладо на моето срце. Просветлување на мојот ум, совршена љубов. Источнику на љубовта, надежта и верата. Научи ме како да живеам, за да те најдам. Да, сладка моја љубов, Исусе и спасителу мој. Само кажи ми и ништо веќе нема да барам. За Тебе, мој спасител, создател и Бог, вечно да те гледам и славам, и Тебе да ти се поклонувам. Со сите праведници, пророци, апостоли, маченици и светите жени, со сета небесна војска ангели, херувими, серафими, власти и престоли, и со мајката најсладка пресвета дева. Божја љубов. Мислев дека знам што е тоа љубов, што е радост, среќа. Мислев дека знам, а толку малку знаев, толку слаба се чувствував. Сето дека не се всели во моето срце, најмил Исусе Христе, љубов, среќа и мир. Тоа си Ти, Исусе, тоа го знам сега. Те чувствувам во секој нов ден, во секој момент од својот живот. Како е само силна љубовта моја, Исусе Христе. Ти благодарам, Господе, што ме сакаш, што ме прегрнуваш со својот свет дух. Сега знам дека единствената, искрена и вистинска љубов е Твојата, Господе. Нема поискрена и почиста љубов од Твојата, поголем мир или радост. Сега знам дека никогаш повеќе нема да бидам сама, никогаш нема да бидам оставена и напуштена. И кога ништо не би имала, повторно би имала се, бидејќи јас добив Твојата љубов, Исусе Христе. Создавање. Господи, Ти се создаваш ново и се менуваш. Твојата љубов е чудотворна. Ги отвара очите, го тргнува товарот, ги крши сите окови. Господи, Ти се создаваш ново и се менуваш. Немирот го претвораш во мир, вознемиреноста во радост, ја возвраќаш љубовта и довербата. Твојата љубов се менува и прави се ново, ги воскреснува мртвите, го расцветува овенатото, го помладува она што е старо, го освежува она што е уморно. Господи, јас ќе ги расширам своите раце и ќе го отворам срцето мое да ја примам таа љубов што се ново создава. Господова слова. Во Тебе, Господи, јас се надевам, кога тагувам и кога се радувам, кога безцелно се движам и не го согледувам патот, кога се стремам кон висините. Во Тебе, Господе, јас верувам, кога догорува и последната свеќа, кога со ловоров венец ме наградуваат или со златна круна ме даруваат, со земно царство. Твоите зборови, Господи, ја отвараат вратата на одаите на вечниот живот. Да, за животот. Да се живее значи да се прегрнат луѓето и созданијата и повторно да се остават да зазеленат и расцветаат пред Божјото лице. Да се живее значи да се биде благодарен за светлината и љубовта, за топлината и нежноста, кои се едноставно дарувани во луѓето и созданијата. Да се живее значи да се согледува се како Божји дар и да се допушти да се биде негов дар. Ништо и никого да не се поседува, радувајќи се на секој нов живот и создание, како Божји дар од небесата.
Детска порака, биди како дете, едноставен, спонтан, радосен, весел, не биди пон со проблеми и ти си способен да се смееш. Отвори се како што цвеќето се отвора на сонцето. Обидувај се оново секој ден да ги сакаш луѓето околу себе. Обиди се во тишина да ги видиш и согледаш раните на луѓето, кои плачат, кои се очајни, кои ја кријат својата болка под средичните маски. Дарувајте им љубов на оние кои не се чувствуваат доволно љубени. Тоа е прекрасно, тоа е прекрасно. Среќата на другите луѓе е во ваши раце. Единиот кој прави големи чудеса, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Тој премудро го создаде небото, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Тој ја утврди земјата врз водите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Единиот кој ги создаде големите светила, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Не плачи, дете мое. Наскоро Бог ќе дојде за да уреди се. Ја поздравувам директорката Сузана Танева, Основно училиште Глигор Прличев. Ја поканувам господјата Елизабета Андонова, директорката во Основно училиште Наум Охридски, да ви се обрати. Поздравен говор на Елизабета, директор на Основното училиште Наум Охридски. Добар ден, драги ученици. Од името на сите директори од основните училишта од приопштина Гази Баба и од мое лично име срдачно ве поздравувам. Ве поздравувам, драги ученици, наставници, драги гости на овој филмски фестивал за духовни и хумани вредности. Не знам како подостојно би ја величала мајката Божја, освен преку молитва. И јас како мајка сметам дека на децата треба да им дозволуваме да приоѓаат кон Бога и Богородица, бидејќи во ова тешко време само тие можат да ги заштитат и да ги изведат на вистинскиот пат. Ние сите сакаме децата да бидат наша радост, наша гордост и иднина на нашата татковина, како радост и гордост на нас, родителите. Јас сега ќе ви прочитам молитва кон Пресветна Богородица, која ќе биде кон сите присутни на овој филмски фестивал. Преблага наша царице, надеж наша Богородице, пријателка на сираците и застапнице на оние кои што странствуваат, радост на оние кои се во мака, покровителко на невредените, ти ја гледаш нашата беда, ја гледаш нашата мака. Помогни ни, бидејќи сме немоќни, нахрани не, бидејќи сме туѓинци. Ја гледаш нашата навреда, оттргни ја како што сама знаеш.
избавија нашата татковина, страдалната македонска земја. Спаси не и запази не сите нас, кои што стоиме тука и ти се молиме. И покрине од секакво зло со својот чесен омофор. Затоа што, освен тебе, немаме друга помош, ниту друга застапница, ниту добра утешителка. О, Мајко Божја, да не запазиш и покриеш во вечните векови. Амен. Господи Исусе Христе, Ти си рекол, пуштете ги децата да доаѓаат при мене. Еве не, Господи, дојдовме. Слушни ги нашите молитви и помилуј не. Пречиста Богородице, кога по Твоето успение во воздухот пред очите на апостолите си се појавила во тело, во својата небесна слава, обкружена со безброј ангели и светители си рекла: Радувајте се, јас сум со вас во сите денови. И ние денес се радуваме, Пресвета Богородице, Владичице, знаеме и со нас си во сите денови, нашите детски срца Ти се молат. Приминет по Твојот свет, пречист омофор под Твојот покров. Ние, последните, чекаме. Ке чекаме секој ден, спротивно на нашата недостојност и на нашата можност. Дојди Христе, те чекаме. Мајко Богородице, моли го Бога за нас. Ја поздравуваме матушка Софија, гостинка од Русија. Го поканувам почесниот председател на фестивалот, професор доктор Јован Таковски, протоиерей Ставрофор, да ви се обрати. Дечиња, дали ви беше убаво? Се гледаме ли идната година? Ќе им кажете ли на вашите другарчиња и тие да дојдат? И идната година, Пресвета Богородица, вие тука да објавите дека е заштитничка на цела Македонија. Сега со овој ваш прекрасен настап, дали матушка Софија, вие сакате да кажете нешто, да? Повелете, а потоа председателот ќе го затвори фестивалот. Дорогие ребята, дорогие деца, мне очень приятно присутствовать на первом кинофестивале в Македонии, фестивале, посвященном духовным ценностям. Ја се радувам, се чувствувам радосна многу што можам да присуствувам на првиот филмски фестивал Покров Богородичен во Македонија. Я видела сейчас, как на сцене выступало очень много детей, которые знают, любят Пресвятую Богородицу и Господа нашего Иисуса Христа. Мило ми е што гледам дека тук има многу деца кои знаат за Богородица, ја любат Богородица и Господа Христа. Это очень не просто приятно, а это, я ведь приехала из России, объединяет наши народы и все народы христианского мира. Ете, јас дојдов од Русија овде и овој фестивал и фестивалите во Русија ги обединуваат нашите народи. Я являюсь президентом большого международного православного кинофестиваля «Встреча» в России. Я президент. Мачушка Софија се виде вчера со председателот на нашата република и му кажуваше, зборуваше за фестивалот што се одржува во Русија. И на нашем фестивале очень много фильмов для детей. И вели, на нашиот фестивал во Русија има многу филмови за деца. И мне очень хотелось бы, чтобы на следующий фестиваль в вашей стране мы привезли эти фильмы, и вы посмотрели не один, а много хороших духовных детских фильмов. И јас му кажав на председателот дека ние би сакале за наредниот филмски фестивал што ќе се држи овде во Македонија, ние од Русија да ви пренесеме, да ви донесеме многу убави филмови како онај денеска што го видовте.
Я еще раз поздравляю вас с праздником Пресвятой Богородицы, и да будет покров Пресвятой Богородицы над всеми нами. Еве сега ве поздравувам со зборовите покровот на Пресвета Богородица да ве штити сите вас овде. Амин. Амин. Драги деца, учители, професори, нивни, сум почестен што покрај отворањето на овој фестивал денес непредвидено ми се укажа честа и да го затворам. Нема потреба многу да зборувам, зашто децата многу кажаа. Јас мислам да ви упатам некои зборови на Господ Исус Христос, дека Господ многу ги сакал децата и барал да не им пречат родителите и други луѓе да доаѓаат при Него. Отивели, зашто на таквите е Царството Небесно. Зошто вели Господ, Царството Небесно е пред се за децата. Тоа е и за нас возрастните, но од нас се бара она чиста невиност каква што имаат децата, она искреност. Да не должам многу сум среќен што ја имам таа привилегија и можност да бидам со младите. Да видам овде учители, меѓу кои имаше и мои студенти, како тие веќе ја предаваат науката Божја, што ја учеле на нашите богословски училишта. Дај Боже, бројот на такви учители и на деца кои ќе го следат патот Божи да расте и расте. Зашто ние, навистина, ако се отклониме од Божјата светлина, ќе застраниме во многу лоши, темни патишта и крајот нема да ни се знае. Затоа радоста моја е голема што гледам пред нас добра иднина и дај Боже ваквите манифестации да се множат кај нас. Ви го праќам Божиот благослов на сите вас, деца и учителите, и еве имам чест да го затворам овој фестивал. Честитки за сите оние што придонесоа, особено за главниот организатор, сестра Зорица Костовска, која беше еден вид наш ангел, чувар и не водеше низ овој фестивал. Благодарам Зорице од име на сите за тоа што го е. По делата ќе те препознам.